Невладени поврзани со функционери од ДУИ и вработени во државната администрација добиле десетици илјади евра народни пари. Дел од буџетскиот колач наменет за финансиска поддршка на невладиниот сектор, вреден 325.000 евра, бил поделен на 33 граѓански организации. Голем дел од нив основани пред неколку години. Од вработени во влада, министерства и општини, кадри на ДУИ, открива Радио Слободна Европа. Државен советник во Министерството за култура и поранешен пратеник на ДУИ, вработени во Министерството што го раководи Артан Груби, поранешен член на ДИК, вработена во општина Стругано и советничка за протокол во владата. Овие се дел од луѓето кои добиле државни пари за невладини организации во кои се основачи. Ова се случува бидејќи до 2022 година. Парите за финансиска помош на невладиниот сектор ги доделуваше Генералниот секретаријат на владата. Сега веќе 2 години поред. Тоа го прави Министерството за политички систем, со кое раководи Артан Груби. Меѓу оние кои добиле државни пари е и актуелниот советник во Министерството за култура и дарежлив донатор на сметката на интегративците, Бехиџудин Шабани. Невладината на која е председател, Ел Хилал Скопје, од Министерството за политички систем предводено од Артан Груби добила грант од 10.000 евра. Шабани за овој настан одговорил оти тој рекреативно е хуманитарец, а организацијата му е за намалување на сиромаштијата. Тоа воопшто не е споредливо со мојата хуманитарна активност. Ништо не гледам спорно тука. Јас сум волонтер во Ел Хилал. Тоа не е професионална организација, туку невладина организација на волонтерска основа која придонесува за намалување на сиромаштијата. Јас не сум професионалец во Ел Хилал. Тоа е како една дополнителна рекреација за мене. Тоа е исполнување на моите животни определби. Инаку тој пред само неколку години донирал 600 евра во својата матична партија, ДУИ. Бил е пратеник, а извршувал и други јавни функции. 10.000 евра добила и организацијата Блетезат, чии основачи меѓу другите се Дрилона Абдиу и Улза Челику, чии имиња пак се на списоците за вработување во Министерството за политички систем на Груби. Улза во 2020 била и кандидат за пратеник, а организацијата е основана само една година подоцна во 2021. Од Министерството за политички систем за Радио Слободна Европа вела дека здруженијето Блетезат ги исполнувало сите услови и критериуми. За невладината организација е доставена и подпишана изјава за основачка структура од лицето Дјелза Челику, која е председател и овластено лице на здруженијето. Истата не е вработена во Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците. Но од Министерството не одговараат конкретно дали други две основачки на здруженијето се уште се вработени во институцијата. Според Законот за спречување на корупција и судир на интереси, недозволиво е избрано или именувано лице, односно функционери да бидат корисници на финансиска помош од државата. Но и покрај ова, во јавниот повик од Министерството на Груби конкретно навеле оти не постои забрана за користење поддршка од државата во смисла на членот 52 од Законот за спречување на корупција и судир на интереси. Како со оваа реченица Груби успеал да го изигра законот, останува институциите да образложат. Од државата пари добило и здружение во кое членува вработена во општина Струга. Советничката на Рамис Мерко за спроведување на проекти во секторот туризам и меѓународна соработка, Беса Зиба, е една од 5 основачи на невладината КФДК Струга. На листата добитници на народни пари е и Здруженијето за култура и општествен развој Комуником Скопје. Како председателка на здруженијето е заведена Валдета Касапи. Таа е научен соработник, вработена во Државниот институт за духовно и културно наследство на албанците.